Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Финансиска помош од 62.000 американски долари добива Советот на општина Кочани за да го зајакне капацитетот и да ја подобри комуникацијата со граѓаните. Парите се обезбедени како грант од Швајцарската агенција за развој и соработка, а проектот ќе се реализира 2 години. Општина Кочани влезе во проектот за јакнување на општинските совети, што е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а што го реализира Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Целта на проектот е да го заживее општинскиот совет и да ја зајакне неговата улога во локалниот триаголник на власта преку обезбедување знаења за советниците и подобрување на квалитетот на работењето. Со проектот, општина Кочани добива 62.000 американски долари, од кои 12.000 ќе се наменат за воведување на најмалку една иновативна иницијатива за граѓанско учество. Останатите 50.000 долари се за реализација на приоритетни проекти на заедницата, избрани со користење на методологијата на форуми во заедницата. Активностите ќе се реализираат во 3 компоненти, односно развој на капацитетите на членовите на Советот врз основа на традиционалните и иновативните методологии. Втората компонента е јакнење на Советот преку мали грантови за приоритетни активности на општината што се избрани по јавни консултации. И третата е јакнење преку вмрежување, кодификација, институционализација и одржливост. Активностите ќе се реализираат во 2 фази, односно од јануари до декември оваа година ќе се спроведе едукација, вмрежување и избор на приоритетни проекти. Во втората фаза, што е планирана за идната година, ќе се реализираат приоритетните проекти на заедницата избрани преку форуми во заедницата. Проектот за јакнување на општинските совети треба да овозможи вмрежување на советите од сите општини во Македонија и пошироко, како и да обезбеди поддршка во олеснувањето на комуникацијата помеѓу заедницата и советите, како начин на подобрување на транспарентноста и отчетноста на локалната власт. Финансиските служби во локалната самоуправа на Чешиново Облешево ја утврди методологијата за проценка на пазарната вредност на земјиштето, врз основа на што ќе се пресметуваат обврските за данок. Изготвувањето на методологијата е врз основа на минатогодишните купопродажби, а таа ќе се применува во текот на оваа година. Објавена е методологијата за проценка на пазарната вредност на земјоделското земјиште во Чешиново Облешево, врз основа на што ќе се пресметуваат обврските за данок. Цената е базирана на реализираните купопродажби во изминатиот неколкогодишен период, а ќе се применува во текот на оваа година. Службите за финансии процениле дека пазарната вредност на еден декар ориз на нива од прва класа изнесува 48.000 денари, додека за парцела со иста површина и квалитет на која се засејуваат жита и други култури, ќе се пресметуваат данок за која основата ќе биде во висина од 18 до 30.000 денари, во зависност од локацијата. Иако најголем дел од земјоделското земјиште се оризни ниви, тие и не вредат најмногу, со оглед што за декар овоштарник или лозија вредноста е проценета на 60, односно 66.000 денари. Слично е и за земјоделското земјиште што катастарски е заведено како градини, при што еден декар од прва класа чини 54.000 денари. Вредноста на ливадите и шумите изнесува 18.000, а најмалку ќе се плаќа за пасиштата, кај кои декар чини 12.000 денари. Што се однесува за пониските класи, вредноста за секоја категорија земјиште се намалува за околу 10% по класа. Освен за земјоделското, утврдена е и вредноста на градежното земјиште, кое е поделено во 4 зони. За парцелите во прва зона ќе се плаќа од 3 до 8 евра за метар квадратен во зависност од населеното место, а за останатите зони вредноста се намалува пропорционално за по 2 евра. Според важечките законски прописи, при купопродажба на земјиште од која било класа и категорија, општината ќе пресметува данок на промет во висина од 3% на утврдената вредност, додека кај подароците процентот е нешто повисок и изнесува најмногу до 5%. Уредување на влезот на општина Зрновци, изградба на етнопарк, втора фаза. Набавка на механизација за потребите на комуналното јавно предпријатие. Се само дел од планираните проекти на градоначалникот Станков за реализација во 2019 година. 2019 година општина Зрновци ќе започне со реализација на неколку зацртани проекти.
Претежно станува збор за проекти во делот на подобрување на инфраструктурата, истакна градоначалникот Блаже Станков. Најпрвин ќе започнеме со изградба на тротоари на улица Елинденска. Тоа е влезот на селото, на регионалниот пат Кочани Зрновци. Со тоа што ќе бидат изградени два тротоара пропратени долж патот од двете страни, значи и ќе биде изграден исто така и бетонскиот канал, кој што земјиниот канал, кој што навистина беше еден проблем во изминатите години. Понатаму, значи, очекувам исто така да започнеме со изградба на етнопаркот, односно втора фаза од изградбата на етнопаркот, а овде се мисли на изградба на етно куќа, во која што ќе бидат сместени голем број на експонати на отворено и на затворено, експонати кои што ќе бидат сведоци на минатото, а да ги оставиме во наследство на идните генерации. Исто така обезбедивме средства и за набавка на опрема за јавното комунално предпријатие, односно за механизација. Тука пред се, значи, ќе биде набавен трактор соодветен за потребите на јавното предпријатие, со кој што ќе бидат набавени и пропратни машини, како што е ровокопач, утоварач, даска за чистење на снегот и ред други, значи, елементи кои што ќе бидат фактор за обавување на успешно обавување на дејноста на јавното предпријатие на општина Зрновци. 2018 додаде Станков поминала со добар процент на реализирани проекти од планираните за таа година. Се надева дека уште подобро ќе помине и оваа година, која ќе стартува со средување на влезот на општината и селото Зрновци. Умеат ли македонските производители да произведат конкурентни земјоделски производи? Се жалат на загуби најмногу поради ниските откупни цени на производите и минималната подршка од државата, но и на зголемениот увоз. Неконкурентното земјоделско производство на нивите ги остави само по старите земјоделци. Велат, младите се откажуваат од работа, не сакаат да работат ако она што го произведат не може да го продадат, а трошоците се големи. Младите нечат земјделие, старите не можат, некои изумреа и така че се стоја. И Господ тоа го гледа, па и така оди и он. Годинава се намалија површините со житни култури. Побарувачка има, но ниска е откупната цена, се пожалија производителите. Намалени се површините, насејани се околу 70%. Па ќе видиме со пролетната сева, да видиме што би сејале. Така, тоа не може јечмени да сеат, нели, тие што викаме пролетен, ама од постари искуства, многу тие не ги биват. Малку е по... Се што е на време е по-добро, значи се што е по-касно е по-лошо. Од 2000 до 5000 евра пресметаа и овчарите се нивните загуби годишно поради нерентабилното работење, најмногу поради ниската откупна цена на јагнето која била пониска од производната. Реагираа и на ниските откупни цени на млекото, како и на минималните субвенции за плодна овца и оставено женско јагне. Следува информацијата од спортот. Планинарскиот спортски клуб Осогово за викендов најавува активност за пешачење од селото Пантелеј до местноста Раткова скала. Маршот е од рекреативен карактер и на него, освен членовите на клубот, можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани. Празничниот викенд ќе биде добра можност за членовите на Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани да ја организираат својата прва активност во новата 2019 година. В недела 20 јануари тие ќе реализираат марш за кој стартната точка ќе биде кај манастирот во селото Пантелеј, а крајната цел е местноста Раткова скала. Должината на патеката во еден правец изнесува 10,5 километри и со просечно пешачење на крајната дестинација се стигнува за околу 3 часа. Од Планинарскиот клуб подсетуваат оти патеката е целосно трасирана и маркирана со повеќе знаци и патокази. Таа се категоризира во средно лесна по тежина, поради што на маршот можат да учествуваат сите влюбеници во планината. Релацијата по која ќе се пешачи е богата со природни извори, кои од локалното население се третираат како лековити, како што се трештена вода што извира од карпа во местноста Трештеник, потоа изворот црна вода, како и лековитата вода во манастирот Свети Пантелеймон. Од Планинарскиот спортски клуб Осогово
потенцираат дека секој учесник сам одговара за својата здравствена и психофизичка состојба, а за реализација на маршот е потребна соодветна опрема за зимски услови. Стигнувањето на почетната точка во Пантелеј е во сопствена режија на секој учесник. Тргнувањето од Кочани до Пантелеј е во 6 часот и 30 минути, а маршот од манастирот Свети Пантелејмон кон Раткова скала ќе започне половина час подоцна. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.